Си било еднаш, приказни и сказни, си било еднаш, байки и басни, си било еднаш, за деца и возрастни. Си бил еднаш еден богат трговец. Имал многу пари. Ептен многу. Со парите можел да покрие една долга улица. Но никогаш не го направил тоа. Добро знаел да го зачува своето богатство. Ке потрошам една лира, само ако сум сигурен дека за таа една ќе ми се вратат 10 лири, велел трговецот. Така и правел, се додека бил жив. А потоа неговото богатство го наследил син му. Но тој не бил како татко му. Синот на трговецот многу сакал да троши пари. Тој дури правил и летала од банкнотите. Момчето трошело пари, се расфрлало трошејки и набрзо потрошило се и останало без пари. Тогаш го напуштиле сите пријатели. Само еден не му го свртал грбот. Имал добро срце, па на момчето му подарил стар ковчег. Стар ковчег? Да, му го дал стариот голем ковчег и му рекол: наполни го ковчегов и тргни да ја најдеш среќата. Што ставило момчето во ковчегот? Момчето немало што да стави во ковчегот, па решило тоа самото да влезе во него и влегло. А ковчегот почнал да лета. И летал се до највисоките облаци на небото. По долгото патување, момчето слетало во Турција, во еден град, во кој имало дворец со мали прозорчиња на врвот. Момчето прашало една жена: те молам, кажи ми, кој живее во оној голем дворец? О, тоа е дворецот на царската керка. Ја затворија таму, зашто и беше предскажано дека ќе доживее несрекна љубов. Никој не смее да ја види, само родителите, рекла жената. Аха, се замислило момчето и направило план. Влегло во ковчегот и летнало кон дворецот. Еден прозорец бил отворен, па момчето влегло во собата на принцезата. Кога ја видело преубавата принцеза, не можело да се воздржи и ја бакнало, а таа врескала од страв. Не плаши се, јас сум богот на турците, си измислило момчето. Се симнав од небото за да поразговарам со тебе, зашто ти си најубавата девојка на светот. Принцезата прв пат во животот видела убаво момче, прв пат слушнала толку убави зборови, па наивно поверувала во се што и кажало момчето. А тоа пак почнало да ја раскажува приказни за принцови и принцези, за волшебства и магии, приказни со среќен крај, тажни приказни. О, колку убаво раскажуваш, рекла принцезата, пресрекна што има со кого да разговара. Момчето, без многу да размислува, ја прашало принцезата: сакаш ли да се омажиш за мене? Сакам, со воодушевување му одговорила принцезата. Но, за да се согласат и моите родители, ќе мораш да им раскажеш интересна приказна.
Само запомни, мајка ми сака поучни приказни, а татко ми смешни. Момчето одлетало од дворецот право во блиската шума. Седнало и почнало да ја смислува приказната. Успеало да смисли? Да, кога се вратило во дворецот, кралот и кралицата убаво го пречекале. Ке ни раскажеш поучна приказна, нели? Рекла царицата. Ама, таква што ке не насмее, додал царот. Момчето раскажало приказна за кипритчињата, за чајникот и чиниите, за метлата и кофата, за торбата за пазарење. Во приказната сите предмети можеле да зборуваат. Било смешно и забавно да се слушне како свири чајникот, како тропаат чиниите, како мрмори торбата. Но било и поучно да се чуе дека никој од предметите не е најважен и најкорисен, туку дека секој има своја вредност и секој на свој начин е незаменлив. Кога завршила приказната, царицата рекла: Оваа е прекрасна приказна, додека ја слушав како и јас да бев во кујната блиску до кибритчињата. И ке ти дозволам да се ожениш со ќерка ми. Умен си, рекол царот. Свадба ќе правиме уште утре. Ајде! Вечерта пред свадбата, улиците во градот биле свечено осветлени, а за луѓето била направена гозба со вкусни јадења и сладки. И јас сакам да направам нешто со што ќе ја збогатам прославата, рекло момчето и купило многу ракети за огномет. Влегло во својот волшебен ковчег и летнало. Успеало да направи толку голем огномет, што луѓето скокале од радост. Сите поверувале дека момчето е навистина богот на турците. Момчето слетало со ковчегот во шумата, па отишло во градот меѓу луѓето да слушне што зборуваат за него. Го видов богот на турците. Имаше брада како запенета вода, а очите му беа од оган, рекол еден. Облеката му беше направена од пламен, тврдел друг. Момчето било пресрекно. Колку малку се измачив, а станав славен. Од утре ќе бидам и богат. Само да се оженам со принцезата, вообразено размислувало момчето. Се вратило во шумата, но таму веќе го немало неговиот волшебен ковчег. Изгорел од некоја искра од огнометот. Момчето веќе не можело да лета, па не можело ни да се врати кај принцезата. А таа го чекала. Приказната вели, момчето се уште патува по светот и им раскажува приказни на луѓето. Што те научи оваа приказна? Не треба да трошиме пари за се и се што. Треба да знаеме и да штедиме. И уште нешто. Со измислици и со лаги нема да стигнеме далеко.